Сдруженијето Достоинствен работник во рамките на проектот за социјоекономските ефекти од влијанието на COVID-19 во неформалната економија во општина Прилеп е дел од регионален проект кој што го спроведува Фондацијата Отворено општество од Македонија и ние сме како регрантирани организации кои што помагаме во делот на работниците за помош и поддршка и советување од неформалната економија и заштита од COVID-19. Целта на овој денешен настан, како и на самиот проект е да се унапредат работните услови кај работодавачите во однос на пандемијата, а исто така значи да се испочитуваат и мерките кои што се донесени и протоколите од страна на владата на Република Северна Македонија, а со тоа да ги конкретизираат и самите цели во самите организации и компании кои што треба да им понудат поголема заштита на работниците од COVID-19. Иако со досегашните активности на овој проект увидовме дека состојбата во општина Прилеп е навистина на една завидно ниво кој што треба да се зголемат капацитетите кај работодавачите во однос на заштитата, а исто така имаме проблеми и јавувања на самите ковид броеви кои што се доставени од наша страна до работниците, е тоа што тие ги прекршуваат во однос на прекршувањето на Законот за работни односи и Законот за антидискриминација, а исто така имаме и случаи кои што се јавуваат од Законот за безбедност и здравје при работа. Воедно Сдруженијето, значи, во текот на наредните месеци ќе превзема и советодавни препораки во однос на безбедност и здравје при работа кај работниците во компаниите, поточно во странските компании кои што се во нашата општина, а исто така значи ги повикуваме и самата општина со инициирање на локалниот економски социјален совет да се формираат ова тело за да можеме подетално да ги презентираме заклучоците и препораките од овој проект кои што треба во иднина да се превземат и да се преточат во новиот закон за работни односи. Последиците од социјоекономските последици од ковидот е тоа што имаме голем број на отпуштени на работници, каде што имаме информации дека минатата недела во делот компаниите кои што се во ТИРС има отпуштени на работници, а со тоа се доведува и тешката финансиска состојба на самите работници кои што се борат за секојдневните проблеми, екзистенционални проблеми и потреби, со тоа за да им се даде можност да тие го пријават нештото и во соработка со Државниот инспекторат за труд да увидиме состојбата на тие компании, зошто е тоа така, а исто така да се превземат и поголеми заштити во однос на унапредување на работните услови и работните права, со цел да се овозможни поголем пристап до информација, а исто така и поголема заштита на самите работници. На самите ковид броеви кои што се достапни, значи кои што се објавени на социјалните мрежи и на веб страната, до сега се пријавени околу 35 работници од различен сектор, од неформалната економија, поточно се од угостителскиот, за нечиството и моментално домашните работници кои што не се во институционалниот систем, но сепак тие значи бараат поддршката и советувањето за тоа како да влезат во самиот закон за работни односи, а со тоа и да им се помогне во институционалниот систем, поточно да бидат евидентирани како лица кои што се дел од неформалната економија, а со тоа да бидат и осигурани спрема Закон за здравствено и пензиско осигурување и самиот Закон за безбедност и здравје при работа.